сознание значено од повеќе аспекти. Најпрво бидејќи се занимава со тема која што е особено важна за сите нас, тоа е здравието. Понатаму важно е затоа што значува почеток на издавачкиот центар, на соработката на издавачкиот центар 3 со доктор Митов. Нас ни е особено драго и горди сме дека доктор Митов ја прифати нашата покана за соработка и своите големи познавање и големо искуство од областа на здравието и здравиот начин на живот да ги претечи во книга која што ќе бидат и на тој начин да бидат достапни секому и во секое време. Книгата се занимава со многу важни научни аспекти на тоа како да го одржиме нашето здравје. Тоа верувам дека е од интерес за сите нас, а јазикот и начинот на кој што доктор Митов ги соопштува најновите сознанија во областа на лајфстайл медицината ќе бидат лесно приемливи за сите и верувам дека ќе го подобра здравјето на секој кој што реши книгата да прочита. Книгата е наменета да биде во секој дом, да биде во приречник за секој човек кој што се грижи за своето здравје. Оваа книга верувам дека ќе помогне и на оние кои што се соочуваат со некакви здравствени проблеми, меѓутоа и на оние кои што сакаат да останат и понатаму здрави. Идејата и на доктор Митов и ние со задоволство исто да ја прифативме да се стремиме читателите во Македонија, односно луѓето кои што ќе земат оваа книга да го подобрат своето здравје и да стигнат до онаа возраст која што доктор Митов ја спомнува како референтна да е 115 години. Така што го сакам да сите добро здравје и Значи, мојава приказна со доктор Митов почнува некаде од 30 септември ланската година и се што имав доживеано го кажав на Facebook профилот на доктор Митов. Само да подсетам дека за сите неверни томи што беа, пратив две фотографии. Едната беше од 28 август на Голема Богородица од Вирџинија Бич, на Атлантикот, кога имав 110 килограми, како сумоборач изгледав. И другата од Тајланд, од островот Пукет, каде што имав 35 килограми помалку и сите сватија дека е тоа мојата вистина и добриот пат со протоколите на доктор Митов. Ваше високо преосвештенство митрополит Наум, Ваше високо преподобие архимандрит Јаков, драги пријатели, почитувани гости. Ви благодарам. Ви благодарам што одвоивте од своето време, ви благодарам што сте присутни, вашето присуство многу ми значи, ви благодарам бидејќи со таа поддршка и давате смисла на мојата работа. Ви благодарам од срце. Вечерва ќе се потрудам да одговорам само на едно прашање, а тоа е: постои ли потреба од оваа книга или чуму оваа книга? Дали воопшто треба? И мојот одговор ќе биде насочен токму кон тоа. Првиот аргумент вели, тој помалку важниот, дека сите развиени земји, па ајде и Македонија да ја сврстиме помеѓу тие, имаат рафтови и рафтови книги домашна литература од овој тип. Литература за здравиот животен стил. Македонија тука некаде почнува, па ајде ова е помалиот аргумент, ова е едната причина зошто треба да почнеме. Треба да почнеме за да создаваме домашна македонска литература за здравиот животен стил. Но тоа е помалата причина. Која е вистинската поента? Вистинската поента лежи во податоците кои што ги има Институтот за јавно здравје. Токму таму лежи одговорот на прашањето зошто треба оваа книга. Прво, анализирајќи ги податоците за смртноста за жал кај нас, и второ, анализирајќи ги навиките на населението во Македонија. Читајќи го првото, ќе видиме дека 60% речиси од смртните случаи во Македонија отпаѓаат на кардиоваскуларните болести. Тоа е многу загрижувачки податок. И истовремено со тоа, дури половина од населението пријавило кога било опрашано дека нема никаква физичка активност.
Значи, се соочуваме со една сериозна здравствена криза, кога гледаме дека населението починува прерано и од болести кои што над 80% од случаите може да бидат спречени. Тоа не е само изваден податок од литературата, дека кардиоваскуларните болести во 80% од случаите може да се спречат. Истите податоци го зборуваат тоа и за дијабетесот тип 2, дека од 60 до 80% од случаите на дијабет тип 2 може да се спречат и дури 30 до 40% од сите малигни болести исто така може да се спречат. Чинам дека нема лекар кој што кога ќе се соочи со овие факти би требало да остане рамнодушен. Дали има доказ? Бидејќи велиме дека ова е литературата, но дали има доказ? Прво, ќе го дадам примерот на Финска, мојот омилен пример. Зошто токму Финска? Во 60-тите години на минатиот век, Финска била земја број 1 по бројот на смртни случаи во светот. Број 1. Во 1972 Финска започнува проект, така наречен проект Северна Карелија, кога за 3 децении ја намалуваат смртноста од кардиоваскуларни болести за 80%. Значи, тоа што го вели литературата, наук и го докажале земји, го направиле тоа. При тоа не со многу скапа апаратура, со лекови, значи со тоа што очекуваме дека ќе ни биде вообичаено одговорот, туку со промени во животниот стил. Нека Македонија не ја направи таа фантастична, тој фантастичен успех на Финска од 80%, нека биде многу помалку, нека биде 20%, но тоа се спасени животи. Тоа се илјадници спасени животи кои што можат да бидат спасени само ако се прошири вистинската информација. Втор доказ ќе дадам, втор пример од Светската здравствена организација, и ова е уште по фрапантна бројка. Светската здравствена организација вели вака: населението во светот јаде премногу сол. Ако дневно успееме во светот денеска употребата на сол да ја сведеме на 5 грами дневно по човек, во една година ќе се спасат 2,5 милиони животи. Значи, видите, од наједноставната можна интервенција, каде се сите останати аспекти на здравиот начин на живење, каде е здравата исхрана, каде е физичката активност, да не зборувам за сите нив, каде е стресот, туку само солта да се сведе на 5 грама на ден и веќе 2,5 милиони животи во светот ќе бидат спасени, верувајте ми, неколку илјади од тие изгубени животи се во Македонија, ако ја видиме таа анализа. И гледаме дека пред нас стои огромна шанса. Значи, може би на почеток кога ќе почнеме медицински да зборуваме за смртност, за морбидитет, морталитет, тоа навидум делува како песимистичка варијанта. Меѓутоа, кога ќе почнеме да зборуваме за приликите, за што може да се направи за населението, сваќаме колку е можно. Како што рече Бојан, природниот век е 115 години, и така утврдиле според научниците, мерејќи ги хромозомите. ДНК кај нас, мерејќи ги утврдиле дека некаде од прилика 115. Не мора да се толку, нека е една обична троцифрена бројка, но изборот за тоа е пред нас, а тој избор е здрав животен стил. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте. Благодариме на доктор Митов. Овде го завршуваме оној официјален дел од вечерашната убава промоција на водичот за долговечност. И би сакала со еден краток цитат од книгата, верувам секој од вас кој што ја има убаво и внимателно ќе ја прочита. Болестите не се семоќни, ниту пак ние сме немоќни пред нив. Медицината на животниот стил ни нуди конкретни решенија за тоа. Изборот е наш и само наш. Почитувани драги гости, ви благодарам што сте вечерва дел од овој убав настан. Нема да биде прв и последен. Доктор Митов не кажа, ама подсвесно ќе ни ветува дека за многу брзо време ќе имаме и следна промоција на него за последно дело. Бидејќи, слушајќи го овде, видовте, тој е еден од начините за подигнување на здравствената свест и здравствената култура кај секој од нас.
дека треба да мислиме и треба да се грижиме за собственото здравје и здравјето на нашите најблиски.